Чуварки на јавното кесе за родово одговорен буџет е активност која се спроведува во рамки на проектот Промоција на родово одговорни политики во југоисточна Европа. Невладената ЕХО во рамки на проектот денеска ги презентираше анализите од извештајот за родово одговорно буџетување за ефикасна заштита на жртвите на родово базирано насилство во општина Штип. Семејното насилство кај нас популарен термин, меѓутоа знаеме дека навистина има многу родова, најмногу има родова компонента семејното насилство, бидејќи најголем дел од жртвите на семејно насилство всушност се жени, тоа го покажуваат и статистиките. Многу битно ни беше да видиме како нашата општина и некои други општини секако се однесуваат кон оваа ранлива категорија на граѓани, затоа што кога се анализираат политиките во однос на родовата одговорност, всушност најмногу се анализираат оние работи кои што и оние нешта кои што ги превземаат општините, а кои се однесуваат на ранливите категории на граѓани, и посебно сега ова е навистина ранлива категорија. Она што императивно е општината да планира средства во буџетот за родово базирано насилство. За жал не, значи средствата кои што се одвоени во буџетот се однесуваат на индивидуалци кои што бараат некој вид на социјална помош. Има направено нешто малку во однос на згрижување привремено на жртви на семејно насилство за 2016 мислам дека беше бројот 4. Не е видлива родовата компонента во овие ставки. Сепак општина Штип преку акционен план за семејно насилство преку Комисијата за еднакви можности интервенира во случаи на семејно насилство и се грижи за жртвите на насилството. Општина Штип работи на проблемот со семејно насилство и тоа е влезено и во акциониот план на Комисијата за еднакви можности и во работата на координаторот за еднакви можности, со тоа што се обидуваме сите случаи кои што ни се појавуваат на семејно насилство да ги третираме на најсоодветен можен начин. Значи, да, така е, секогаш кога се појавуваат жртви на семејно насилство доаѓаат и се обраќаат до општината. Ние имаме одлична соработка со сите останати институции. Во првиот момент ги упатуваме онаму каде што е тоа најнеопходно. Значи, доколку се работи за потреба од здравствена помош, потоа можеби полициска помош и секако до Центарот за социјални работи кои што исто така имаат надлежности, но во секој случај кога се појавува и проблемот со домување се обидуваме да го решиме. Анализите од извештајот за родово одговорно буџетирање за ефикасна заштита на жртвите на родово базирано насилство говорат и за тоа дека прифатните центри треба поактивно да се вклучат во прифаќање на жртвите од семејно насилство и да се обезбедат услови за хумано нивно третирање.